Клуч наврата на уште десетина маркети во Скопје, Куманово, Тетово, Гостивар, Струга, Кавадарци и Кичево. Државниот пазарен инспекторат ги затвори продавниците заради што трговците не ги намалиле цените на добар дел од производите. Станува збор за храната и пијалаците, на кои има залепено црвен знак на кој пишува гарантирана цена. Казнувани се сенџирите на маркети, но посебно и малските продавници кои мерката речиси воопшто да не ја почитувале. Казните се издадени за непочитување на одлуката, но и за примена на нечестни трговски практики, со што постапуваме по Законот за заштита на потрошувачите. Затворени се 10 маркети во Скопје, Куманово, Кичево, Гостивар, Кавадарци, Тетово и Струга. И додека добар дел од маркетите си тераат по свое, Стопанската комора бара преиспитување на мерката за замрзнување на цените на производите. Оттаму испратија писмо до министерот за економија, во кое алармираа дека мерката ќе им направила директна штета на нив. Од инспекцијата пак вела дека сите ќе бидат сослушани и ќе се постапело соодветно. Временскиот период, 5-дневен, кој што го имаа да се прилагодат, а тоа се големи трговци, и јас сум убеден дека можеа да си ги исправат грешките, е доволен и нема да оставиме простор за непочитување на одлуката, нема да има компромис и ќе биде казнет секој што не ги почитува мерките и одлуките на владата. Паралелно, потрошувачите се жала дека производите кои не влегува во купот со замрзнати цени поскапеа драстично, па така козјото сирење од 350 денари за килограм сега скокна на дури 439 денари, пари кои ги плаќа и онака сиромашниот граѓанин, а тој, односно обичните луѓе, не чувствуваат никакво поевтинување. Намалени кои не се намалени. И нема таа налепницата? Да, поеве наполитанки треба да има тука, нема. Гледам негде дека има на некој нема. А може повеќе, секако дека може. Барем ние така мислиме дека треба да биде повеќе. Стигаат парите или? Не. Не стигаат. Мислам, јас лично за себе си кажувам дека не. Претходно владата одлучи и намалување за 10% на царинските давачки за увоз на овошје и зеленчук, и тоа од 65 на 55%, односно 45%, кои ќе важат до крајот на февруари. Исклучок се доматите, краставиците и пиперките, за кои одлуката ќе стапи во сила од 1 декември, оставајќи им време на трговците да се прилагодат. Пазарната инспекција изминатиот период на големо ги чешлаше како големите маркети, така и малските дуќани. Инспекторите велат дека никој не може да печели врз гребот на граѓаните. И токму затоа оној кој го прекршил законот ќе биде казнет, па дури и затворен. Согласно измените на законот за ДДВ, луксузната храна ќе се одоначува со 10%. Оние кои јадат месо од делен, риба, лосос, кавијар, јагули, сино сирење, ленено семе, потоа палмино и кокосово масло, тропско овошје, сите ќе треба да платат многу поскапо.